Кратки најави за денешниот дневник. Еднојазнична спомен плоча која одбележува настанот фашистичката окупација поставена на општинската зграда во Струга. Советниците од опозицијата реагираат. Туристичките работници од Охрид на средба со дополнителниот заменик министер за финансии Елена Петрова. Инфлацијата во февруари достигна 3% во споредба со истиот месец лани. 8 мартовски концерт со светски познатиот тенор Федерико Сера во организација на Охридско лето. Руска ракета експлодирала на само 500 метри од Зеленски и Мицотакис. Со најавените и со останатите содржини на дневникот ќе започнеме по временската прогноза. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд и максимална дневна температура до 10 степени Целзиусови. Во петок во Западна Европа и на Пиринејскиот полуостров, како и локално во северните предели на Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во областа на Алпите со врнежи од снег. Во останатите предели од Европа ќе преовладува стабилно и релативно топло време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност и релативно топло за овој период од месец март. Во централните предели зголемена облачност, а во крајните северни предели со слаби и локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 7 до 15 степени. Во Македонија во петок посвежо утро со пат на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од -3 до 6 степени. Во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 15 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 6, односно до 16 степени. Во Охрид во петок ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе биде ветровито и релативно топло за овој период од годината. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Во Охрид во сабота и недела ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 1, односно 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10, односно до 13 степени. Во понеделник повторно ќе имаме облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и минималната и максималната дневна температура ќе бидат во пораст, минималната ќе изнесува 4, а максималната дневна ќе достигне до 16 степени Целзиусови. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. На општинската зграда во Струга никна еднојазична табла која одбележува настан од фашистичката окупација. Се работи за 1 септември 1941 година, кога Албанското кралство со декрет го востановил албанскиот јазик за службен јазик во Југозападна Македонија. Таблата е напишана само на албански јазик, а за нејзиното поставување не се запазени законските процедури, реагираат советниците од опозицијата. Еднојазична спомен плоча која величае настанот фашистичката окупација, кога Албанското кралство го востановило албанскиот јазик како службен во Југозападна Македонија, поставена на општинската зграда во Струга. За советниците од опозицијата ова е скандал. Таблата се коси со законот по повеќе основи, го прекршува законот за јазикот, а изиграни се и законските процедури за нејзино поставување. Не е гласано по Бадентер во Советот на општина Струга. Не верувам дека постои друг градоначалник во било која општина во светот кој што има поставено обележје на општинската зграда со која се велича, се слави фашистичката окупација на градот. Ќе ги преземеме буквално сите правни механизми кои што ни стојат на располагање, за да го спречиме ова понатамошно ширење на национализам, шовинизам и фашизам од страна на градоначалникот. Според советниците, ваквите самоволни постапки на струшкиот градоначалник се на штета на мултиетничка Струга. Се повикува на придобивка во 1941 година, кога овој дел од Македонија, тоа е целата Западна Македонија, е анектирана и приклучена кон Кралството Албанија. Со декрет на нивното министерство е востановен албанскиот јазик како службен јазик на оваа територија, а училиштето, тоа е образованието, се спроведува само на албански јазик. Се прашуваме каква е вредноста која што не обединува. Зградата каде што денес е сместена општинската администрација е изградена во 1934 година, а од 2013 е прогласена за значајно културно наследство. Во неа половина век било сместено основното училиште Браќа Миладиновци. Од општина Струга не добивме став за поставувањето на спомен плочата. Инфлацијата во текот на месец февруари достигнала 3% во споредба со цените на производите истиот месец во 2023 година. Индексот на трошоците на живот во февруари 2024 година во однос на февруари 2023 бележи зголемување од 3%, а индексот на цените на мало бележи зголемување од 2,7%, објави Државниот завод за статистика. Инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на живот во февруари 2024 година во однос на јануари 2024 изнесува 0,4%. Зголемувањето на инфлацијата во февруари во однос на јануари годинава е резултат на зголемувањето на трошоците на живот во следните групи: транспорт за 1,6%, разновидни стоки и услуги за 0,8%, храна и безалкохолни пијалоци за 0,5%, мебел, покуќнина, одржување на домаќинствата, здравје за 0,4%, домување, вода, електрика, газ и други горива, алкохолни пијалоци, тутун и наркотици за 0,2%, се наведува во соопштението од Државна статистика. Во февруари 2024 година во однос на јануари годинава намалувањето на трошоците на живот е забележано кај облеката и обувките за 0,3%, рекреација, култура, ресторани и хотели за 0,1%. Трошоците на живот во групите комуникација и образование остануваат на исто ниво како и претходниот месец. Непостоењето на стратегија за искористување на туристичкиот потенцијал со иницијативи и цели за развој на туризмот и лошата патна инфраструктура до Охридско-Струшката ривиера негативно се одразува врз туристичката дејност. Ова е заклучокот од денешната средба на Елена Петрова, дополнителен заменик министер за финансии во техничката влада, со представници на туристичкиот сектор од Охрид. Станало збор и за можноста за формирање Министерство за туризам, како подобро би се решавале напластените проблеми во оваа дејност.
Проблемите со кои се соочува туристичкиот сектор во Охридско-Струшкиот регион, тема на средбата на Елена Петрова, дополнителен заменик министер за финансии во техничката влада од редовите на ВМРО ДПМН, со туристички работници, хотелиери и представници од туристички агенции од Охрид, градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков и председателот на Совет Сашо Донев. Акцент ставивме на многу проблеми за кои со години зборуваме и бараме решенија за недостатокот на работна сила, поттикнување на младите да влезат во туристичкиот сектор, мотивација на учениците за стручно образование, немањето генерален и детални урбанистички планови согласени со УНЕСКО, вели председателот на ХОТАМ. Проблемот со работна сила во туризмот од година во година станува се покритичен, но на прагот на новата сезона хотелиерите велат дека влегуваат посмирено од лани. Но може да кажеме дека оваа година веќе не сме со истиот страв што го имавме минатата година, со тоа што имаме некаков прилив на работна сила од надвор, значи не зборуваме за менаџерски тимови, зборуваме за некоја работна сила што дава испомош, дали тоа ќе биде кујна, некоја собарица, некоја чистачка или помошник некој работник и така натаму за почеток, а понатаму ќе видиме што све може да се искористи. Носењето на работната сила од надвор не е минус за државата, него е напротив плюс. Со тоа ќе обслужиме повеќе гости, со тоа што сме обслужиле повеќе гости, имаме поголем прилив на девизи и поголеми даноци влегуваат во касата на државата. Представниците на туристичките агенции ги стакнале проблемите со кои се соочуваат во тековното работење, а кои произлегуваат од новиот правилник за финансиско работење, како и за сивата економија. Многу често се соочуваме со проблеми за нелојална конкуренција, значи за од поглед на сместувачки капацитети, за непријавување на гости, за непријавување туристичка такса, за избегнување на користење агенции за туристички агенции при доаѓање на гости во Македонија. Тоа или сето тоа сублимирано, би рекол дека дојдовме до општ заклучок дека најдоброто решение би било во иднина, доколку има можност, да се размисли за Министерство за туризам. Дополнителната заменик министерка за финансии во техничката влада Елена Петрова по средбата посочи дека една од главните пречки за искористувањето на можностите и потенцијалот на Охрид е непостоењето на соодветна транспортна мрежа, пред се незавршената делница Кичево Охрид, Охрид Свети Наум и делницата од Ќафасан до Охридско-Струшкиот регион. Од она што го зборувавме на денешната средба, значи жалосно е согледувањето и заклучокот дека нашава земја, односно оваа влада не обезбеди една стратегија за искористување на потенцијалот на туризмот, една стратегија со иницијативи и цели за развој на туристичката дејност, преку зголемување на капацитетите на фирмите во оваа дејност, преку воспоставување на соодветни стандарди за квалитет во делот на сместувањето, пристапот, преку промовирање на државата. При тоа Петрова во врска со капиталните инвестиции во изминатите неколку години посочи дека повеќе од половина од започнатите проекти се реализираат со забавена динамика или се во целосен застој, затоа што средствата од кредитни линии и грантови не се потрошени за намените за кои биле обезбедени, а се плаќаат и казнени пенали за неповлечени средства. Осмомартовски концерт со светски познатиот тенор Федерико Сера во организација на националната установа Фестивал Охридско лето. По повод 8 март, денот на жената, во организација на националната установа Охридско лето, ќе се одржи концерт со светски познатиот тенор Федерико Сера од Италија во придружба на пианистот Антонио Кампоногара. Концертот ќе се одржи на 8 март во црквата Света Софија со почеток во 19 часот и ќе биде посветен на припадничките на понежниот пол, велат организаторите. Веќе трета година надвор од фестивалската рамка 12 јули 20 август реализираме концерти преку цела година. Имавме прекрасен новогодишен концерт со оркестарот на Националната опера и балет, а сега следи осмомартовскиот концерт на денот на жената со оперскиот пејач од Италија Федерико Сера, чиј ментор е светскиот оперски пејач Андреа Бочели. Верувам дека тие оперски арии ќе не однесат во светот на Джузепе Верди, во светот на Италија, и тоа ќе биде подарок за охриѓанки, а и за сите жени што
сакаат да дојдат, што се поддржувачи и љубители на фестивалот Охридско лето, вели директорката на Националната установа Охридско лето Наташа Поповиќ. По 8-мартовскиот концерт во организација на Охридско лето следува Великденски како завршница на концертите надвор од официјалната програма. Како најголема и најзначајна културна установа во државата, сакаме врвната култура да живее преку цела година, со што од една страна го афирмираме фестивалот, а од друга страна и Охрид како град, но и државата во целина. Нудиме квалитет, а тоа го препознава нашата верна публика, вели Поповиќ. Федерико Сера беше дел од четворицата светски познати тенори од Италија кои приредија незаборавен концерт на свеченото отварање на 62-то издание на фестивалот Охридско лето. Доделени наградите за најдобра необјавена песна за деца во чест на Тоде Илиевски. Најдобрите песни ќе бидат објавени во 9-тиот број на електронското списание Елит, што го објавува Сдруженијето Креативна верига. Во чест на поетот и писател за деца Тоде Илиевски, денеска беа доделени наградите од распишаниот конкурс за најдобра необјавена песна за деца Тоде. Конкурсот се распишува втора година поред и е организиран од Сдруженијето за поттикнување на развој на книжевноста и другите уметности Креативна верига. На пригодниот настан кој се одржа во големата сала на општина Охрид, во име на локалната самоуправа се обрати советничката Ана Крстеска. Препознавајќи го неговиот клучен придонес во културата и литературата во Охрид, овозможуваме неговото значајно име да продолжи да живее преку нови песни за деца создадени од млади поетски имиња. Упатувам искрени честитки до наградените поети на литературниот конкурс за детска песна и им посакувам многу поголеми успеси во иднина. Нека е вечно сеќавањето на Тоде Илиевски и нека продолжи да обстојува неговиот стремеж за посреќна детска иднина, истакна Крстеска. За ликот и делото на поетот зборуваше Славе Ѓорго Димовски, а избрани песни за деца од творештвото на Илиевски прочитаа учениците од Основното училиште Свети Климент Охридски. Првата награда за најдобра песна за деца беше доделена на Песна за една врана ненаспана од авторката Сузана Ѓоргиевска. Второ наградена беше песната Оглас на Инстаграм од Јана Силјановска, а трето наградена беше песната Сватови Зеленчуковци од Слагјана Ставрева. Најдобрите песни ќе бидат објавени во 9-тиот број на електронското списание Елит, што го објавува Сдруженијето Креативна верига. Во знак на благодарност за поддршката на настанот од страна на организаторите беше доделена благодарница на градоначалникот Кирил Пецаков. Проверете ја онлайн вашата кредитна изложеност. Народна банка на граѓаните им овозможи бесплатно дигитално добивање извештај од кредитниот регистар. Олеснувањето на процесите и подобрувањето на услугите преку користењето на придобивките од дигитализацијата е заложба на Народната банка и таа како регулатор, но и преку личен пример, настојува да се зголеми искористувањето на технолошките придобивки. За таа цел Народна банка им овозможи на граѓаните брзо и лесно добивање извештај од кредитниот регистар преку националниот портал за услуги услуги.gov.mk. Директната врска за да се извади извештајот за кредитната изложеност ја гледате испишана на екранот. Како и досега, кога услугата се добиваше единствено во просториите на Народна банка, таа е бесплатна. За да ја користат оваа услуга, граѓаните треба да се регистрираат на националниот портал за услуги. Услугата ќе им биде достапна во текот на 24 часа на македонски или на албански јазик. Извештајот од кредитниот регистар ги содржи податоците за вкупната кредитна изложеност на граѓаните, заклучно со последниот датум на податоците со кои што располага Народната банка. Да погледнеме и кои настани беа актуелни денес во светот. Руска ракета експлодирала на само 500 метри од украинскиот председател Володомир Зеленски и грчкиот премиер Мицотакис за време на нивната вчерашна посета на Одеса, пренесува CNN, повикувајќи се на добро информиран извор. Во нападот се убиени 5 лица, а уште неколку се повредени, изјавил портпаролот на украинската морнарица за американски медиум. Зеленски често оди во ризични посети на првите борбени линии, но вчерашниот напад досега не голема закана по неговиот живот, а близината на експлозијата до Мицотакис, премиер на земја членка на НАТО, ги нагласува опасностите од ваквите посети и потенцијалните последици на конфликтот врз пошироката светска безбедносна ситуација, пишува CNN. Посетата на грчкиот премиер не беше однапред најавена поради безбедносни причини.
Шведска денеска, по 2 години откако аплицираше и по 2 века неутралност, конечно и официјално станува 32 членка на НАТО. Шведскиот премиер Улф Кристерсон денес во Вашингтон официјално ќе му ги предаде на шефот на американската дипломатија Ентони Блинкен документите за ратификација. Знамето на Шведска ќе биде подигнато во седиштето на НАТО во Брисел на церемонија која е закажана за понеделник 11 март. Заедно со кандидатурата на НАТО, Шведска на почетокот на декември потпише и договор со кој на САД им дава пристап до 17 воени бази на нејзината територија. Минатата недела Русија вети дека ќе преземе контрамерки како одговор на пристапувањето на Шведска во алијансата, а што ќе преземе ќе зависи од условите и степенот на интеграција на Шведска во НАТО. НАТО започна голема арктичка воена вежба Нордиски одговор 2024 за да се одбранат од хипотетички напад. На вежбата учествуваат околу 20.000 војници од 13 земји, 100 авиони и поморски сили со фрегати и подморници. Според предвиденото сценарио, војниците треба да извршат контранапад од областа Алта на далечниот север на Норвешка за да заземат области на југ кои веќе се окупирани од непријателот. Како што информира норвешката војска, во вежбата се вклучени и Финска и Шведска кои се приклучија на алијансата по рускиот напад на Украина. Трамп го предизвика Џо Бајден на ТВ дебата во секое време каде било, јавува BBC. Важно е за доброто на нашата земја, Џо Бајден и јас да разговараме за прашања што се толку важни за Америка и американскиот народ, напишал Трамп на својата социјална мрежа Вистина. Изборниот штаб на Бајден не потврдил дали тој ќе учествува на дебатата со Трамп. Доналд Трамп и Џо Бајден, поранешниот и актуелниот американски претседател, по убедливите победи во внатрепартиските избори на републиканците и демократите, како и пред 4 години, практично закажаа реванш за повторно да ги одмерат силите за Белата куќа во ноември. Но Трамп и Бајден ќе мора да се изборат и со независниот кандидат Роберт Ф. Кенеди Јуниор, кој сега се заканува дека ќе биде на гласачкото ливче во дури 6 сојузни држави, од кои многу се клучни за победа во трката за Белата куќа. Неговиот изборен штаб соопштил дека тој собрал доволно потписи да биде на гласачкото ливче во Невада, традиционално важна држава кога се во прашање председателските избори во Америка. Финансиерите кои го поддржуваат објавиле дека Роберт Ф. Кенеди Јуниор собрал доволно потписи и во Аризона, Јужна Каролина, Џорџија и Јута. Судир помеѓу земјоделците и полицијата во Варшава. Околу 30.000 полски земјоделци излегоа на протести да ги осудат законите на Европската унија за зелен договор, кои имаат за цел да ги ублажат ефектите од климатските промени, како и против тековниот трговски спор со жито со Украина, тврдејќи дека увозот на ефтино жито и други производи ги убива нивните бизниси. Земјоделците и нивните поддржувачи се собрале пред кабинетот на премиерот и се упатиле кон зградата на парламентот. Тие фрлале камења и петарди кон полицијата, а полицијата одговорила со солзавец, пепер спреј и шок бомби. Настанале спорадични тепачки, а полицијата со палки ги тепала земјоделците, пишува Russia Today. Министерот за внатрешни работи на Полска изјавил дека вчера биле приведени 23 провокатори. Вкупно 13 полицајци биле повредени, вклучително и еден полицаец кој претрпел сериозна травма на главата, соопштила Варшавската полиција. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.